Во продолжението на седмицата која целодневно траеше во вторникот, денеска Советот сега од Собранието, од која сите членови зема учество и секој од нив изнесе анализа за состојбите во списите во истражниот предмет во предметот во организиран криминал, кој се однесува на постапувањето на обвинителката Јана во предметот Империја во специјалното обвинителство. Советот едногласно одлучи дека се исполнети услови за да започне постапка за разрешување на јавната обвинителка Катица Јана. За тоа да го направиме, Советот треба да изготви извештај со утврдена фактичка состојба и да го достави до Собранието на Република Македонија, за да, согласно своите надлежности, Собранието понатаму ја продолжи постапката. Значи, до овој момент, до сега, едногласно одлуката дека постапка за разрешување ќе започнеме и извештај во текот на денешниот ден ќе се обидеме да го завршиме, мислам дека ќе успееме и ќе биде доставен денеска или утре до Собранието на Република. До овој момент имам толку да кажам. Што ќе содржи конкретно извештајот? Извештајот ќе содржи, пошто сме лимитирани да изнесуваме податоци, имиња, презимиња, ќе содржи еден сажеток кој ќе ги преслика еден дел од исказите кои според нас се значени за да Собранието има пред себе утврдени факти за да може понатаму да одлучи да предложи до Советот разрешување или нема да предложи. Значи ќе содржи по наша оценка доволно податоци кои законот ги бара за да може да постапа Собранието. Како ќе изгледат Тоа се фази, ние се ја почнуваме постапката, Собранието треба да оди со предлог и ќе нас доаѓа постапката за разрешување. Господин Штеев, се пишува дека ако се случи разрешување на Катица Јанева пред да се донесе законот за обвинителство и да се реши статусот на СЈО, има некоја можност да паднат на вода сите истраги. Јас во моментов со тоа воопшто не се оптеретов и денеска сум излезен да ви соопштам што прави Советот. Кои се состојбите и последиците од тоа не е наша работа во овој момент. Дали секувањето на вашиот мандат може да ја различи целата процедура? Во смисла, Па до изборот на имаме нов председател, ние тоа кај нас денеска представува еден почно другиот, тука нема да има празен ход. Вие обвинител, значи вие не отварате путката за избор на видео. Веќе неколку пати ме прашувате, мојот став ви е познат. Деновиве слушаме и поинакви стави, јас останам на мојот став. Вчера министерката Десковска кажат дека Не можам да ве следам еден по еден. Докато се донесат измени во законот за Совет за обвинители, за да може да имате таква можност да избирате и видео обвинител? Ова прашање го очекував, ама се надевав дека нема да го поставите. Вие сега ме терате, ја хипотетички, ја прво и не слушнав така бегло, без некој внимание, ја чув дека наводно, ставам наводници овде, ќе се менал законот за Совет. Јас тука не знам во која насока и што ќе се менува. Меѓутоа, само така ми звони во ушите, нели беше доволно ништо да не се прави, да се значи веде зашто се прави со измена сега, ако воопшто се прави. Дали во историјата на јавно-обвинителската служба ова е прва ваква одлука за конкретен јавен обвинител, за шеф практично на јавно обвинителство? Како вие се сеќавате? Не го сметам за толку релевантно. За Советот во својата историја Советот немал. Порано именувањето, разрешувањето оделе поинаку. Во Советот, колку јас памтам, немало, но знам дека јас од кога сум 3 години полни немало сигурно. Господине Штериев, министерката Десковска вчера се повика на деловникот за работа на Советот на јавни обвинители, член 19, каде што стои дека ако се разреши од функцијата, вие имате опција да поставите вето. Ако се разреши. Така, и јас истото го викам во член 18 став 4 од законот за јавно обвинителство се повикува на начинот на кој беше поставен веде кога Марко Зврлевски беше разрешен, таму стои многу прецизно во законот. Доколку на јавниот обвинител на Република Македонија функцијата му престане или биде разрешен, тогаш Советот одредот на обвинителите во јавното на Македонија определува еден обвинител кој ќе биде вршител на длъжност. Ова немаме таква ситуација, не е разрешена. Многу е едноставна работата. Значи вие мислите дека прво треба да се разреши? Ја не мислам, законот така го предвидува. Како го толкувате? На него толку пишува во законот. Во контекст на духот на специјалното јавно обвинителство, доколку Јанева биде разрешена, тоа значи дека би биле по закон разрешени сите нејзини полномошници? Член 9 став 3 или 4, тоа така некако стои, вие ќе си го толкувате, ја не се впуштам во толкување. Вика дека мандатите на јавните обвинители не може да го надминат мандатот на јавната обвинителка. Што тоа значи? Кој ќе имам причина да зборам и ако некој оцени дека е релевантно моето мислење, ќе го кажам. Владата спомнуваат план Б. За тоа во владата ќе се разговара. Со менување на закон за јавни обвинители, за да помине законот за јавно обвинителство во собрание. Како тоа е можно? Не знам.
не ме носите на тено клет нешто што не сум слушнал, јас сум чул за закон за совет, а не за закон за обвинители. Ни едното ни другото одбивам да ги коментирам. Затоа исто мислам и јас за закон за јавни обвинители. Ги застапуваат И тоа е хипотетичко прашање да заврши постапката, тогаш што ќе се признесе. Утре ли ќе биде седницата за избор на вашата? Утре ќе биде. Беше предвидено да биде денески, ќе беше најправилно да биде денески, jer тачно пред 2 години на денешен бев избран, меѓутоа и тогаш така постоеше од 1 септември заради дел од колегите сметаат дека може, ама не е известен Јовевски, пошто се задржавме минатиот пат, денеска ја потпишав одлуката за дневен ред за утрешната седница и тоа утре во 10:30 ќе се случи. Кога ќе го испратите известното собрание? Јас очекувам денеска. Ако стасаме да го изготвиме, jer треба да бидеме сериозни. Нема рок таму одговорено. Разумен рок, што не е соодветно разумен рок е во делот на студењето, но тука е убацен термин разумен рок. Стои во законот разумен рок.